на загинатите бранители од 2001 година за сите нас. Денес нарушуваме 15 години од масакрот кај Вејце. Најкрвавиот и најбруталниот масакр во поновата историја на Република Македонија. Нема зборови со кои може да се опише нашата болка. Масакрот кој се случи на 28 април 2001 година во 17:45 часот, кога од заседат зверски беа убиени, а потоа масакрирани и живи запалени 8 наши браќа, 8 наши колеги од посебната единица и од специјалната единица Волци. Токму затоа, ова е датумот кој вечно ќе биде запишан во нашата историја. Тие секогаш ќе живеат во нашите срца. Нивната загуба не опоменува дека одбраната и слободата на нашата татковина нема цена. Наша должност е да го градиме мирот во државата. Но и по 15 години семејствата на овие наши браќа се уште необештетени, деградирани, непочитувани. Иако јасно велиме дека нема цена за човечкиот живот, ова е недопустливо. 15 години се манипулирани не само семејствата на загинатите бранители, туку и оние кои останаа живи, бранители, заборавени, деградирани од сите институции од државата. И од оние политичари кои му се помили политичките фотејли и кои му значат повеќе од се. Но денес не е така. Денес стои пред нас министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И тој е првиот министер кој ќе се поклони пред споменикот на бранителите. Председателот на Република Македонија, тој го одработува својот втор мандат. Канцеларијата негова е на 50 метра од овде. Не најде време нити еднаш во овие два мандати да се поклони пред овој споменик, пред овие бранители, на кој тој му е врховен командант. Напротив, единствена нивна задача беше да ги поделат живите бранители, да ги разделат на 2, 3 и повеќе здруженија, да внесат немир и нетрпеливост меѓу нас, мислејќи дека така понешто ќе можат да манипулираат. Но во ова наша историја од секогаш имало такви кои стојат исправено, такви кои можат да го стават својот живот за државата. Семејството, пријателите, колегите, иако животот носи непредвидени моменти, чудни патишта по кои се движиме, работиме и твориме. Ние бранителите не сме дрво без корен и затоа со голем ентузијазам, со љубов, кон своето ќе продолжиме битката пред институциите. Бранителите од 2001 година мора да го добијат своето заслужено место во нашата држава. Семејствата на нашите браќа, кои животот го положија за одбраната на оваа држава, мора да го добијат она што го заслужуваат и што им следува. И нема да дозволиме двојни аршини за нивно обештетување. Овде, од пред овој спомен, испраќаме порака до централната власт и до локалната власт, до градоначалникот, кој 11 години е на власт. Како родител, како дедо, не дојде нити 5 минути да најди да не сослуша нас бранителите, да ги сослуша нашите проблеми. Како живеат овие македонски бранители? Зошто не треба да заборавиме? Нити во овие моменти на тешка политичка и морална криза во која влезе Република Македонија, дека да треба да излечиме на јасна порука, што не смееме да дозволиме да ни се повтори храброста и пожртвуваноста на бранителите, на оние кои загинаа во 2001 година и оние кои останаа живи. Нивниот однос кон државата треба да ни биде водилка за решавање на проблемите во Република Македонија. Поздрав, повелете господи. Сраđuju se kako se radi. Повелете господи. Можеме? Почитувани представници на медиумите, денеска ова е ден на сеќавање и ден на опомена. Ден на сеќавање на
бранителите кои што го дадоа својот живот за Република Македонија, за идните генерации, и ден на опомена што треба да правиме ние, за да оставиме нешто на идните генерации. И навистина мислам дека и жртвата на бранителите и жртвата на борците кои што ја ослободија Република Македонија не обврзуваат дополнително да направиме се да ја сочуваме Република Македонија. 15 години помина од како овие млади луѓе го дадоа својот живот за слободата, за сочувувањето на интегритетот и суверенитетот на Република Македонија, и навистина треба со пиетет да се сеќаваме на нив, меѓутоа и да дадеме силна поддршка на нивните семејства, на нивните идни генерации, и недозволено е да дел од овие бранители, според моите информации, 14 фамилии да не бидат воопшто обештетени од Република Македонија. Не ги знам причините, меѓутоа таа неправда ќе мора да се поправи. Опомена е заради тоа што Република Македонија денеска се наоѓа во една сериозна политичка, морална, економска криза со страшна поделеност, и токму денешниот ден, токму сеќавањето на овие млади луѓе кои што го дадоа животот треба да биде опомена за сите политичари во Република Македонија, за сите одговорни луѓе што треба да се прави во овој момент. Ако тие можеа своите животи да ги положат, тогаш ние мораме се да направиме и од се да се жртвуваме да оставиме иднина на Република Македонија, иднина на младите луѓе, да направиме просперитет, да овозможиме младите луѓе во Република Македонија да останат овде и да основаат своји семејства. Така да сметам дека посебно треба да биде опомена за Министерството за внатрешни работи. Да се сочува стабилноста, единството, Министерството за внатрешни работи да стои како столб на безбедноста на Република Македонија, опомена дека не смее никој да ја нарушува хиерархијата во Министерството, опомена дека не смее да има политиканство кое што ќе доведува до под знак прашање на безбедноста и стабилноста на Република Македонија. И тоа е пораката која што ја сакам да ја пратам и до припадниците на Министерството за внатрешни работи, дека стојам на располагање и се ќе направам да пред се ја подобриме положбата на припадниците на Министерството за внатрешни работи, бидејќи без задоволни полицајци нема да имаме стабилна и безбедна држава и задоволни граѓани на Република Македонија. А ова само и овој ден денешен мора да ни биде поука на сите нас меѓусебно да се почитуваме, да го градиме Министерството за внатрешни работи, да го професионализираме, да го департизираме и да го декриминализираме. Заради тоа што навистина вакви ретроградни процеси ќе допринесат да и Република Македонија се дестабилизира. Јас искрено верувам во целиот капацитет на Министерството за внатрешни работи, на припадниците на Министерството за внатрешни работи, верувам во демократскиот капацитет на граѓаните на Република Македонија и верувам дека ќе имаме можност сите заедно да изградиме демократска и слободна Република Македонија. Министре, дали има нови моменти во истрагата околу вчерашната смрт на Крбач и дали имате сознание дали евентуално враќање да имало законни? Вчера, веднаш после настанот, јавниот обвинител излезе на лице место заедно со полицијата, е вршен увид, истрагата се уште трае и за сите можни детали, сите дилеми кои што постојат во македонската јавност, штом ќе заврши истрагата ќе бидат споделени со јавност. Така, и уште едно, вчера експертите после тој настан рекоа дека меѓународните санкции не се толкова опасни за Македонија колку надвише суди. Каква е безбедноста на состојба во државата? Безбедносната состојба е стабилна и таа треба да се одржува така, а таа може да се одржува така ако навистина сите заеднички го ставиме државниот интерес, интересот на граѓаните пред политичките интереси, заради тоа што, впрочем, договорот беше шанса за помирување и секој од политичките субјекти, секој од носителите на позициите треба да биде длабоко свесен дека влечеки потез исклучиво во интерес на партијата е потек кој што е исклучиво против интересот на граѓаните на Република Македонија. Министри, имахме инцидент вчера со Куршум во Нога беше даден више од функционер на Съвета на граничен пратеник. Имате ли некакви сознание околу истрагата и може ли да се даде некаков политички контекст во однос на тоа каква нетралогична политичка криза имаме во државата? Да, жалам за инцидентот што се случи вчера и во Битола, во кој што жртва е поранешен пратеник на Социјалдемократскиот сојуз.
меѓутоа на масата били и поранешен градоначалник, поранешен началник на управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа не сакам да шпекулирам, не сакам да ставам ништо во политички конотации заради тоа што реков, тој што влече потези исклучиво во интерес на политиката, влече потези против Република Македонија. Оставам да луѓето, професионалци во Министерството го истражат и овој случај и да ја известиме и битовската јавност и македонската јавност. Инаку не сме на никого да му се случува, дали е функционер или обичен граѓанин во Република Македонија, тој мора да има стабилност и безбедност и мора да се чувствува сигурно и во својот град и во својата држава. Благодарам. Kako se trkava